Со вас, Маријан Ников. Одемни вести, добар ден. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во интервју за МИА вели дека се работи на трајно и одржливо решение што ќе го одблокира нашиот европски пат, потврдувајќи дека се водат разговори под радарот, но не откривајќи повеќе детали. Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добијано својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така да работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кој што само по себе нема да биде одржливо и кој што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Скоро точно 5 години, на 29 јули 2021 година, ние во Собранието постигнавме политички консензус со резолуција поврзана со државните позиции поврзани со националниот интерес. Тука мислевме на идентитетски, историски и други прашања. Ако се сеќавате, скоро со консензус ја изгласавме таа резолуција. Но тогашната влада на ДОИ на СДСМ во рок од неколку месеци потоа го погази тој консензус. Иначе, ако ме прашувате дали ни е потребен консензус, без никаква дилема. Од наша страна, нашата председателка ја иницираше средбата која што се случи пред извесен период со председателката на Бугарија, госпожа Јотова, и во иднина ќе продолжиме да иницираме средби, пред се насочени кон отварање на теми од билатерална природа. Имаме ние и прашања кои што треба да ги решаваме текопно, кои што не се единствено поврзани со деблокирање на нашиот евроинтеграцијски процес. Во следните неколку месеци ќе постојат и повеќе можности ние да се сретнеме на различни мултилатерални формати, така да без никаква дилема ние ќе бидеме проактивни. Ние ќе работиме да се најде решение заедно со нашите европски партнери, но ќе повторам, не решение по секоја цена. Како и секоја година за време на празникот Илинден Охрид е полн со туристи. Има многу посетители и поради активностите кои се организираат во вечерните часови, како концерти и други настани кои привлекуваат публика. Но сето тоа значи многу отпад во утринските часови покрај угостителските објекти и пекарите, а воедно и работа за вработените во јавното претпријатие Охридски комуналец, кои се на терен со сите човечки и технички ресурси. Охрид преплавен со туристи, но и со смет. Најкритично е на плажите долж езерото, на местата каде се одржуваат бројните концерти, во центарот на градот околу пекарите и угостителските објекти. Од јавното претпријатие Охридски комуналец посочуваат дека 24 часа се на терен со сите човечки и технички ресурси за одржување на јавната чистота и дневно собираат околу 600 метри кубни отпад. За овој период нормално вложуваме поголеми напори за справување со комуналниот отпад, за собирање на отпадот, за третирање на улиците, бидејќи популацијата е огромна и количината на отпад кој се состава е голема. Значи дневно собираме околу 600 метри кубни непресовен комунален отпад, дека се наоѓаме во на туристичката сезона, најпосетени се Охридските плажи, значи најпосетени се местата каде што се одржуваат концертите, различни манифестации, презентации, односно имаме голем притисок во централното градско подрачје, значи буквално 24 часа, значи немаме прекин во нашите активности, немаме работно време, да кажеме ограничено работно време, односно присутни сме на терен буквално 24 часа. Отпадот секојдневно се собира, но повторно се трупа. Свеста кај граѓаните е на ниско ниво. Во утринските часови насекаде може да се видат расфрлани лименки, пластични шишиња и остатоци од храна. Тоа е голем проблем, тоа не е проблем само во Охрид.
Тоа е генерално проблем од цела Македонија и воопшто во сите светски туристички центри. Значи наоѓаме расфален комунален отпад, поготово околу пекарите, делот на туристичко-угостителскиот сектор, каде што се сместени, односно централното градско подрачје, плажите. Значи културата е на, да кажем, на пониско ниво, односно проблеми ни прави таа млада популација, значи после во доцните и утринските часови. Охридски комуналец располага со специјални возила за собирање отпад и голем број дежурни екипи, бидејќи условите се вонредни и огромен е притисокот врз градот. Но и покрај постојаните апели изминативе години за поголема еколошка свест кај граѓаните, од сето тоа се уште ништо. Истата слика се повторува секое лето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Невремето од пред 2 недели силниот ветер од 134 км на час направи сериозни проблеми и ја оштети кровната конструкција на Штипската болница. По проценката на штетата ќе биде познато и колку средства ќе треба да се вложат во реконструкција. Дел ќе ги покрие Штипската болница, а дел Министерството за здравство. Неколку милиони денари ќе бидат потребни за реконструкција на кровот на клиничката болница во Штип, кој беше оштетен и однесен при силното невреме со оркански ветер што го зафати градот, кога беа измерени налети од 134 км на час. Заменик директорката на болницата Билјана Ефтимова информираше дека конечната проценка на штетата ќе биде позната по извештајот на осигурителната компанија. Чекаме извештај од осигурителната компанија и уште една проценка, затоа што после првиот чин од невремето секако се појавуваат други делови и работи кои треба да се реконструираат. Тоа се однесува на кровот на третиот спрат, каде што е сместено ортопедското оделение и ортопедската сала, како единицата за интензивно лекување и кома центар. Тие се најоштетени бидејќи се останати без крв. Сигурно ќе биде милионска штетата, во денари зборува. Штипска клиничка има дел сопствени средства за реконструкција, а Министерството за здравство ќе ја следи состојбата во болницата и согласно проценката на штетите ќе го обезбеди остатокот од средствата, со цел работите да завршат на време и одделението за ортопедија што поскоро повторно да биде ставено во функција. Во однос на кадровската екипираност на болницата, од Министерството најавија дека ќе биде обновен повикот за вработување специјалисти, бидејќи дел од кандидатите веќе се вработиле. Приоритет ќе имаат клиничките центри и болниците надвор од Скопје, а целта е да се направи усогласување меѓу потребите на здравствените установи и интересот на специјализантите, пошто ќе се утврди и бројот на нови специјалисти што ќе бидат ангажирани во Штип и во другите општи и клинички болници во земјата. За Сител, Трајан Ристовски. Министерството за здравство информира дека епидемиолошката состојба во Гостивар останува стабилна и континуирано се следи од надлежните здравствени институции. На 2 август се регистрирани вкупно 84 први прегледи, што е за 27 повеќе во споредба со претходниот ден, кога беа евидентирани 57. И покрај дневното зголемување, бројот на прегледи останува значително понизок во однос на пикот на 18 јули, кога беа регистрирани вкупно 649 прегледи. Во однос на западно-нилската треска до Институтот за јавно здравје не се пристигнати нови лабораториски потврдени случаи. Последните примероци од суспектните случаи се негативни на ПСР тестирањето. Исто така, на клиниката за инфективни болести нема новопримени пациенти со сомнение за западно-нилска треска. Уште една од сервисните информации, интензитетот на сообраќај поради зголемената фреквенција на возила и време чекањето на граничните премини е следно. На граничниот премин Табановце за влез во земјава е околу 1 час па и нешто повеќе, додека на граничните премини кон соседна Грција, Богородица и Дојран за излез од земјава се чека околу 1 час. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Секако се напоменуваме дека во попладневните и вечерните часови, поради завршувањето на продолжениот викенд, можно е создавање на поголеми колони возила за влез и излез од Македонија, но и на патарините. Во продолжение следуваат и вестите